Tam mi iskra. Da. Mari i bile. Riha, rofiha, Izvin, ste profesor, znajte, ja sam malko i ja slušam kaj Berbera ti Jovče koga... Pa si rekao, ajde da... Prostite, ako... Ne, majstor Rade, ti imaš prekrasan glas. Ajde, navistina, profesore. Navistina, samo... Što? Se gleda дека si скаран со нотите. A ne, sonotite ne, ama so nastavničkata popenje, sekoj čast. Znajte kako je, detski godini. Sega da su nekoj učenik. Nikogaš ne docna za učenje, samo ti izrazi želba. Imam želba, za želba, što se veli... Profesore... Evo ovak. Ja. Ovo je petolinije. Aha, ja. A ovdje naredenive se noti. A noti, znam što treba noti. Evo i violinski ključ. Ključ, znam. Сега, јас ќе испеvam скалата, а ти ќе повторуваш по мене. Каква... А скала имам, професоре. Поедете и скала. Наредениве ноти се викаат скала. Гледај. До, ре, ми, фа, сола. Добро е, мајстор Раде, за првиот час е доволно. Кога ќе наминам друг пат, ќе ти покажам уште нешто. Благодарам, професор. Се договорив со Борчи и со Лињана да се сретнеме овде, но нив се уште ги нема. Те молам повели, да им пренесеш дека ќе наминам подосна со моето ново девојче. Ќе им кажам, професор, без друго. Добре да нема истера. Стигнахме. Да имаше само уште неколку метри, нема да издржам. Ти си ми некој атлетичар. Слушај. Срцево ми чука како свадбарски тапан. Си се исплашил за едно срце. Срцето е најважен дел кај човекот. Кој го вели тоа? Јас. Лекарите, сите. Тогаш не сте во право ни ти, ни лекарите, ни сите. Ова прв пат го слушам. А според тебе, кој е најважен дел кај човекот? Знам, срцето. А знаеш ли дека без срцето не се живее ни секунда? Тука не се согласувам со тебе. Јас мислам дека и без него се живее. Не ти верувам. Сакаш да го прашаме мајстор Раде? Сакам. Ајде. Ми, Здраво, мајстор Раде. Здраво, деца, јас малку се... Миридов! Што е? Вие како да сте ми подналутени нешто, двајцата, а? Само малку се расправавме за нешто. Ајде да чујам во што е работата, па може би ќе ви помогнам, а? Ајде ти прашај го. Прашај го ти. Добро. Ајде, прашај. Мајстор Раде, може ли да се живее без срцето? А, мајстор Раде? Па сега, не сум сигурен, но најверојатно дека може, знаеш како е тоа. Слушна ли? Но тој се шегува. Не, деца, не се шегувам. Мене, тетка ми Маре постојано ме кара и ми потврлува, вели, ти, вели, немаш ни срце, ни душа. А јас си велам, сигурно дека немам ни срце и ни душа, кога сум ти ги подарил тебе уште пред 20 години таму. Така? Ајде ти уште еден доказ дека ја зборувам вистината. Денес прочитав една песна од писателот Иванчо Мајсторот. Сакаш ли да ја слушнеш? Сакам. Тогаш добро отвори ги ушите. Молам, ќе го ловам секој шум. Деца, не пречи да слушам и јас, а? Не. Убавите песнички за деца ги сакат и возрастните, нели? Нешто за срцето.
Срцето е најважен дел од телото. Знам, секој така ќе рече. Без срцето не се живее, низ него крвта тече. Штом срцето застанува, животот престанува. И зашто тогаш еден боре летаска на море, срцето и го подари на една Ана, како да е букет цвеќе. А се уште е жив, а се уште е среќен. Браво, браво! Браво! За песната секоја чест. Но она за срцето... Прости, само малку се пошегував. Не ми се лутиш? Не ти се лутам. Знаев дека е шега, но не сакав да ја расипувам играта. Епа, деца, како што гледате за денес, јас сум готов. До гледање, викнете ме пак следната недела. Ајде. До гледање. Професорот Петар треба да стигне секој миг. За малку ќе заборавев, деца. Беше тука професорот и остави порака дека ќе дојде малку подоцна. Ајде, до гледање. До гледање. Кога ќе дојде ќе му се извиниме. Но ние не сме виновни. Моравме да обезбедиме гостин за денес. Здраво, тетка Пепи. Здраво. Здраво, деца. Срамота. Срамота? Се случило, тетка Пепи? Да не сте загубиле нешто. Не, ништо не сум загубила, туку ова не е закажување. Не е закажување. Се почувам дека ќе ни каже. Поеден постер на Данијел. Ваши. Замислете. Замислете што ми се случи. Одам јас во магацинот да го подигнам својот пакет. Не ми достасуваа сликовници, па си реков, добро, ајде, тој дел од приказната за вас не е толку важен. Туку друго. Влегувам јас во автобус и... Проштавајте. Ве молам да ми простите. Автобусот ненадејно сопре. Можевте да се држите за држачот. Ако се државте, немаше ова да се случи. Ете ми го стуткавте мантилот. Ма јас уште еднаш ве молам да ми простите. Навистина не можам. Имам товар во рацете, па не можам да се придржувам. Можевте да почекате друг автобус, некој попразен. Не обрнувај внимание. Да сте мои деца. Не би зборувале така? Вие возрастните знаете само да ги карате децата и ништо друго. Да имаше само уште една автобуска станица. Ќе им покажав јас на тие невоспитанковци. Но сите деца не се исти. А ако овие две деца ја гледаат емисијава, никогаш повеќе нема да постапат така. И јас се надевам. А сега морам да го отворам киосков. Па ми помина времето за пауза. Ау! Чекајте. Го загубив листот од едночинката. Ништо. Па ако имате дупликат да ми дадете. Имаме. Нели? Благодарам многу. Повелете. Благодарам и не грижете се. Јас ќе го научам. Благодарам. Давај го постерот. Повели? Зар само една? Ова ти е последна. Последна до следното отварање на кесето. Мене нешто ми недостасува. И мене. Да не сум тоа јас? Да, тоа си ти, Грамко. А имаш ли нешто да им кажеш на нашите гледачи? И тоа колку? Тогаш да слушнеме. Направената добрина не е добрина ако е сторена со цел да се извлече некоја корис од неа, како во овој случај. Овде, момче. Овде. Високо е, а лифтот не работи. Ти благодарам. Многу ти благодарам. Динар, 2, 12, 15. Уште 5 динари и точно за еден кино билет. Јас дедам. Благодарам.
Еве, дедо. Ве пренесов безбедно преку улицата. Благодарам за помощ. Благодарам. Сега имам доволно. Брат ти уште го нема. Сигурно се заиграл со другарите. Стави. Полека, не толку. Добар ден. Каде си ти досега? Кино. Гледав еден филм со Брус Ли. Само карате. А од каде пари за билет? Ги заработив. Како? Со правење добри дела. Како? Кажи убаво. Е повака. И сутрина застанав на крстопат и им помагав на старите луѓе да поминат безбедно улицата. А пак на една баба и ги земав торбите и ги носев на трети кат и лифтот беше расипан. А, сега те разбирам. Ти им помагаш, а тие за тоа ти даваат пари. Да. И ти се гордееш со тоа, а? Јас би се срамела. Па јас не им реков тие да ми даваат пари. Самите. Е, синко, како си можел да правиш такво нешто? Сина, леле. Браво, убаво си забележал, Гремко. Сите што те видоа ќе помислат добро за постапката на непознатиот пионер. Волам. Ние дојдовме. Здраво, другарчиња. Здраво. Здраво. Здраво, врсници. Здраво. Јас сум Ана Костова, ученичка од трето А одделение во основното училиште Браќа Рибар од Скопје. Ќе ни дозволите ли да испееме една песничка? Да. А оценката ќе ја впишеме после. Татко ми е добар мајстор, знае се што да прави. Да поправа водоводи разни, да поправа брави. Татко ми е добар мајстор, бар така соседите велат. Тој е добар за нафтени печки, за техника белат. Чекам да клешти едни, знајме и раце вредни. Чекам лето клешти едни, знајме и раце вредни. Чекам лето клешти едни, знајме и раце вредни. Чекам лето клешти едни, знајме и раце вредни. Татко ми е добар мајстор, знае се што да прави. Да поправа водоводи разни, да поправа брави. Само мама ке му рече, насмеа мајсторе мој. Поправаш стуги чешми, а твојата дома тече. Чекам лето клешти едни, знајме и раце вредни. 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 Прекрасно. Еве на нас. Ваков глас
заслужува повеќе од Петка. Благодарам, професоре. Запомнете го ово име. Еден ден можеби ќе чуеме уште повеќе за неа. Браво, браво! Довидување, дечни. Довидување, професоре. Повели. Здраво, врстици. Здраво. Имаме уште 5 минути време за настапот на гостинот. Да го искористиме за нашата нова едночинка. Важи, почнуваме. Лица, тој и јас. И една тетка. Стасов на време. Златните мојна тетка. Ги напишавте домашните задачи и затоа многу ве сакам. И ќе ве одведам некаде. Ајде, веднаш да се приготвите. Јас сакам во кино. А јас сакам во Луна парк. Каков Луна парк? Во киното се прикажува одличен каубојски филм. Во Луна паркот има поинтересни работи. Автомобилчиња, ракети, воз. Ама Луна паркот е само за мали деца. Ќе одиме во и кино. не. Или во Луна парк, или никаде. Но те молам, овој пат во кино, а другиот пат во Луна парк. Но те молам, овој пат во Луна парк, а другиот пат во кино. Сложните браќа куќа градат. А несложните ја растурат. Кога ќе бидете готови, јавете ми се. Еј, кој е овој? Еј, Кој е овој? Здраво! Јас сум каратистот Коста. Внимавајте сега. Овој зафат не го знам баш најдобро. другар Коста, Другар каратист Коста. се извинувам, другар каратист Коста. Може ли неколку прашања за вас? Може. Шкрп. 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 Мене не ми пречи. Научен сум јас на фоторепортери, камери, новинари. Може ли еден автограм за нашиот клуб? Со задоволство. Другар Коста. Дали сте биле на некое надпреварување? Не, нема време. А зашто го одберавте токму овој спорт? Затоа што го сакам. А дали имате до сега добиено некој појас? Имам. Еден од дедо ми по татко и еден од дедо ми по мајка. Може ли да ги видиме? Со задоволство. Само некој треба да ми помогне. Морам многу да се сигмачил додека си дошол до овој појас. Не, ми помогна помалиот брат. А сакате ли да го видите и другиот појас? Не, нема потреба, ти веруваме, еве. А некои препораки за идните каратисти? Тоа им го препуштам на постарите колеги. Па добро тогаш, кажете нешто. Прво да ми помогнете да го извадам и коцкестиот појас. Не можам веќе да издржам. Многу ме сте.
коцкестиот пояс. Сега можам полесно да дишам. И едно изненадување за вас. Погледнете. Јас сум Луиза Гашева, гостинка во вашата емисија. Сега вие прашувајте. Повелете. Благодарам. Колку титули имате до сега освоено? 4 пати сум првак на Југославија во јуниорска конкуренција, 2 пати сум првак на Европа во екипна конкуренција, вице шампион на Европа, првак и вице шампион на Балканот, 5 пати сениорски и 6 пати јуниорски првак на Македонија. А сите овие резултати војно ми донесува и една мощна, драга, мирна награда, 13 ноемвриска награда на град Скопје. А кој појас го имате? Црн појас втор дан. Кажете ни нешто повеќе за појасите, колку вида ги има, како се добиваат, на колку време? Во карате спортот постојат 7 вида на појаси, кои што се стекнуваат врз основа на стекнато искуство и знаење во карате спортот. Тоа се бел, жолт, портокалов, зелен, син, кафеав и црн. Белиот појас може да го има секој од вас кој барем еднаш ќе влезе во спортската сала, додека за останатите се полага пред определена комисија од неколку члена составена од членови кои што се каратисти. Инаку оној кој што е носител на црн појас воедно се смета дека и мајстор во карате спортот. Дали каратистот смее своето знаење да го потребува и во улични тепачки? Не, каратистот не сме да предизвикува тепачки. Дали има и девојчиња каратисти? Еве, зарад не сум доказ јас. А што се постигнува со карате спортот? Па карате спортот го носи она што и секој друг спорт. Што се постигнува со секој друг спорт, тоа се постигнува и со каратето. А дали може секој да го вежба карате спортот? Се разбира дека може. А ке можете ли да ни покажете неколку карате вежби? Со задоволство, но не овде. Ве поканувам да бидете мои гости во спортската сала. А на крајот би ве замолиле за еден автограм. Може? Поведете. Пријатно. Здраво. До гледање. До гледање.
Еден, два. Пофали се, добив петка, уште една за знаење, што се дава, оценка е тоа вредна. Подпис тежок 1 грам, тоа си го добил сам. Подпис тежок 1 грам, тоа си го добил сам. Пофали се, имам подпис од артист и пејач славен на улица. Ќе те ценат в училиште, ќе си главен. Подпис тежок 1 грам, тоа си го добил сам. Подпис тежок 1 грам, тоа си го добил сам. Еден, два. Еден, два. Погледај се, чист и убав, измиен, со патец коса, со чантата, преку грбот, како сите што ја носат, хигиенски блесок план. Тоа си го добил сам. Хигиенски